Почитувани гледачи, добра вечер. Еве повторно подкаст Радар. Најпрви нека ни е честито уште еднаш господовото лето 2026, да посакам здравје, да посакам среќа, радост, добар живот, подобар живот од минатата година или да речем минатите години, и нека има берекет во секој дом, за секое семејство. Вечера, на моје големо задоволство, гостин ми е еден човек кој многу добро го познавам од 2000 година, иако се знаеме малку порано, ама од 2000 година се зближивме тамо по некои изборни кампањи, по некои избори. И после долго време не сме се виделе, на моје задоволство и на поканата ја прифати, и да не должам многу, гостин ми е Маријан Ѓорчев. Господине Ѓорчев, добра вечер. Добра вечер. Добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Како сте ми? Па, еве, постпразнично, нели? Да. Ја да им честитам Так. на сите ваши гледачи, значи да им пожелам добро здравје пред се, а потоа покрај здравјето, добри мисли и сето оно што тие очекува дека новата година 2026 ќе им донесе. Ете, да најавам, ќе одиме на ти, ради познанството, ради близината, па се надевам дека нема да сгрешиме. И тоа нешто значи, не секој пат вие некое повисоко ниво на комуницирање. Пред нас е човек, општественик, политичар, министр, градоначалник, амбасадор. Ема и други работи во минатото, ама овие за мене се така најбитните, кои ве отцртуваат и ете, кариерата ја дават, траекторијата. За мене е многу битно што се опробавте и се докажавте, се опроба и се докажа во политиката како министр. Во локалната самоуправа, која е нешто различно од политиката, бидејќи тоа е менаџерство на локално ниво, управување со општина, во сите сфери на животот, и како дипломат, амбасадор во Бугарија. Ја ве познавам и во едно друго светло, ве познавам и како човек кој знае што е стратегија, човек кој знае што е работа на терен со партија, партиски членови и партиски симпатизери, човек кој има некој дадено допринос во пишување на доктрината како последна, така и поранешната, колку се сеќавам на ВМРО ДПМН, па ќе ми кажете после толку изодени години искуство, како се чувствувате? Има ли уште снага, енергија во вас да работите и едноставно гледате ли простор да и се помогне на Македонија, на нашата мајка Македонија, со искуство, со знаење, со умење. Докажано, покажано, потврдено. Најпред благодарам за Да. сите овие зборови кои што ги кажа Сотир. Значи, добро е што комуницираме на ти, затоа што Океј, ваш. блискоста е важна во Ми секој олекна. разговор, ја затоа Ми олекна. и прифатив да Да. разговарам, зашто сепак многу е важно да го знаете човек со кој што Так. со кого разговарате. Значи, напред во однос на овие мои изминати години за кои што говореше, јас сум веќе 5-та година пензионер. Значи 55-105 да дочекате. Значи 5-та година пензионер и мислам дека во она што сега правам некоја, пишувам повторно некоја книга, ќе биде веројатно во мај промоцијата, живот, мисла, збор и опит. Тука ќе бидат содржани сите тие елементи и работам колку што нормално дозволува и духовната и физичката материја човечка моја. И во тој контекст мислам дека се навраќам на некои ситуации за кои што говориш и мислам дека се чувствувам исполнет. Так. Оно што велат Да. американците well done. Значи добро, одлично. значи добро завршена Да. работа и го примив одењето во пензија многу човечки, многу логички, многу здраворазумски на некој начин, од аспект на тоа што повторно и во делот на првите години соработував во делот на она што е мојата професија, нели, како економист, во едно
наше предпријатие од југот, јас сум од југот, од Кавадарци, нели? Кавадарци, по мајка сум кавадарчанец. Стратешки детерминанти на развојот на медитеранскиот дел на Македонија и така, мислам, бев исполнет нешто во делот на партијата, во делот на некои стратешки, исто така, аспекти политички, како треба да се движиме во овој следен период негде до 2030 година и мислам дека тоа за мојата возраст е приличен ангажман, достаточен ангажман и јас сум задоволен со тоа што успеа во овие, да речеме, 5 години последни 5 години да го одржам како еден мој хабитус пред се во делот на сето тоа што го имам како искуство, а се разбира тие што се помлади, тие што сега во функција треба да го дадат својот принос. Јасно. Така, им даваме простор, шанса, време на младите. И тоа е нормално. Ѓурчев ми помогна малку, спомна дека пишуваш книга, а јас, без да знаеш ти, кога се припремав за оваа емисија, за оваа вечер, јас од кај мене од библиотеката извадев една книга со наслов Човечка димензија. Ја читав пред 20 години, за публиката морам да кажам збор дека тоа е збирна колумни од 2004-2005 на почитуваниот Ѓорчев. Ама тоа не се обични есеи, не се обични колумни. Јас таму препознав филозофија човечка на живот и работа. Ја таму препознав доктрина. Јас таму и самото име човечка димензија и ја за вечерва те нареков човек во потрага по доброто. Многу е фасцинантен уводот кој сам си го напишал и каде што вели, што посебно ми се свиѓа, бидејќи тоа не е традиција во Македонија, а ја пошто нели воздухопловец бив и шетан од дете сум по светот, ја го сакам западниот стил кога се дава личен пример. Во таа книга во увод ти велиш, книгата ќе ви ја представам преку лични примери. Посебно ме радува и кажуваш во твојот живот што те интересира, што преферираш, од што си воодушевен и одма примитив дека имаме две особи заеднички кои не ни си идоли, ама на кои ете сме им подариле внимание во нашиот живот, ти во твојот, јас во мојот, а тоа е, прво ќе го кажам, ајде да речам попознатиот Че Гевара, а вториот е Крешмир Чосич. Јас сум пораничен кошаркар. Ама, предходно би те прашал, таму ти зборуваш за виновата лоза, за божественото дрво. И нормално е за кавадарчанец. Таму ти го кажуваш ликот на татко ти, младиот орев засаден, и близ да те прашам, сега пораснате оревот, оке, постои или не фатил? Ме интересира. Тој си постои. Така, браво. Се сериозно стебло е. Таму зборуваш за Тиквешкото езеро, таму зборуваш за Демиркаписката клисура. Ете и низина, да кажеме. Морам одма да кажам дека ми оставаш лик на човек кој си го цени родното место, си го сака родниот крај. Некој збор повеќе да ни кажеш по-конкретно за тоа, што те натера преку лични примери да си дадеш вовед во книгата, која е извонредна, морам да ти кажам. Па, јас во мојот живот неколку пати си навраќено на би рекол, мојата папачна врска со мојата животна папачна врска, а сепак тоа е умата. Тоа е една земја која што представува сина глина и со која што моите баба и дедо кои што живее од лозарството, ја користеа дури за таа е многу корисна за одредени хигиенски потреби. Умата, сината земја и таа ми остави од како дете впечаток кога ја живее во Кавадарци и со баба ми и дедо ми. Такви беа околностите и знам како беше тој однос и кон виновата лоза, и кон земјата како припадност, и кон родниот крај. И јас објавив една стихозбирка која што по некои критериуми на добри поети требаше да биде наградена. Родниот крај беше книга, ја после 20 години би дал на наградата Мито Каџеварци Јасмин, да ти кажам. И самите промотори на таа книга, токму така како што кажете, беа Методија Тошевски во делот на една државничка осмисленост на книгата, филозофот Димитар Мирчев и еден, би рекол, еден издавач кој што е непореклив, тоа е Коста Бојаджиев, кој што има издадено стотици книги
И тие ми беа на некој начин говореа за книгата и ја опишаа како нешто што ете и ти имаш таква представа. Но за мене тоа беше книга која што почнуваше со она што за мене представува најважното во животот, а тоа е значи врската со родниот крај, кој што секогаш јас го велам југот на Македонија, кој што го поврзувам со ветровите од Беломорието, го поврзувам со природата на нашата географија, како земјопис кој што ги опишува релјефот на Македонија. И тука се и Димир Каписката, клисура и тој ветер кој што се провира некако и допира дури маслинки да се посадат во манастирот Свети Георги. И во тој контекст ме врзуваат многу нешта, детството, младоста, другарите од Кавадарци, на некој начин сето тоа што ми значи многу и ме определи да бидам таков како што сум. И она приказка со татко ми, значи тој знаеше, посебно... да, тој беше веќе во години кога се чувствуваше дека времето изминува, чекори по патот кон вечноста. Третата животна доба. Да, третата животна доба и тој кога садеше тоа дрвото на дрвото е секогаш поврзано со животот, нели? Да. И корени, стебло, крошна. Јас знам дека размислуваше за тоа дека утре кога него ќе го нема, како ќе изгледа тоа дрво, затоа така го кроеше, така го чествуваше дрвото и се чествуваше сами од себе си. Ето тоа е делот на мојот однос кон тиквешијата, а во однос на Че Гевара и на Ќосич тоа е веќе нешто друго. Да. Значи јас Че Гевара пред се и денеска е човек кој што јас исклучително многу го ценам. И сум читал и неговата книга Социализам и човек, неговиот животен пат, и му се восхитував на неговото право да го избере правецот во неговиот живот. Да напушти Аргентина. Храбар човек, многу храбар и многу свесен човек. Човек кој што се откажал од својата функција, како министар во кубанската влада и заменил во Чад да се бори против диктаторот Моисто Чомбе и потоа во џунглите на Боливија да продолжи таа нишка на она што тој го нарекуваше борба против империализмот во тоа време. И така ме восхити неговата борба за право на избор, на човечки избор. И исто така за Ќосич, тој за мене беше единствениот човек кој што е од овој европски континент кај што ние припаѓаме, беше првиот драфтуван европјанин во НБА лигата и тој сето тоа го одби со неговата скромност, а тој беше и промотор на кошарката и на Хрватска креатор. Пишувате дека и помогнал многу на Хрватска, да. Како амбасадор. Тој беше многу ценет во Соединетите американски држави. Тоа е за мене еден човек кој што со својот начин на живот докаже дека постојат поголеми вредности од материјалниот свет во кој што тој дел и тој го градеше, живееше за кошарката. Јас за него велам Ќосич, Сабониш, Дивац, Јокич. Тој беше Јокич пред Јокич. Апсолутно. Значи, центар кој како бег водеше, додаваше и така натаму. Добро. Ама ајде сега малку да поразговараме за влијанието Андреј Болконски. Го спомнувате, тој е еден од јунаците, ликовите на Толстој. Кажувате дека извршил големо влијание врз вас. Некој збор ќе ни кажете за тоа? Бидејќи тука веќе навлегуваме во една животна филозофија. Да. Па мене кај Болконски сум се навратил многу пати на неговиот лик. Ме фасцинираше совесноста во извршувањето на државничките должности. Значи, ме фасцинираше неговата прецизност, како тоа Лав Николаевич го опишува, нели како кнез. Да се живее како човек. Да се живее како човек, да. Да се знае својата должност. Својата должност, да. Тоа е многу битно и трета работа да бидете на функција, а да тоа го сватите дека е само дел од онаа работа што морате да завршите. И да се однесувате кога доаѓа тој подчин некој генерал кога му вели вие треба да се упатите во вашето каде што сте кнез да ги евакуирате заради настапувањето на Наполеон, тој не му ни одговара некако и му вели на неговиот од татко му пријател, така кажи му на татко ми, без да се сврте, вика, и тој кога разбира тој генералот дека разговара со кнезот и му вели, простете, кнезо, не ве препознав. Оставете вие таа работа, трајте си ја вашата работа. Значи совесноста, одважноста да се заврши работата, да исполнувањето на обврските што ги има секој човек. И тоа мене ме фасцинира да бидеш свесен за својата должност. Морам да ти кажам, иако за мене во тој предговор најфасцинантно е кога велиш најмногу впечаток како млад човек
ти оставиле пораките од книгите што си ги читал средношколец, студент и подоцна. И тука даваш идејата за службата пред се. А тука велиш дека најбитно е да се извршуваме службата одговорно, морално, дисциплинирано. Како да пред време, пред книгата ти е напишена пред 23 години, како да зборуваш за денешно време ти. Па да, мислам дека тоа е суштината на разбирањето на таа е моја некоја пакет животна филозофија. Значи во време на индивидуални човекови прави граѓански слободи ги ставам во рамнотежа со врските према јавното добро. Оно што представува да служиш на честно и одговорно кон тоа што ти го дала државата. Еве мене ми дал и државата, велам јас и Господ и верувам во мајчина не сум од така една фамилија која што е блиска до црквата, до нашата македонска православна црква. И во тој контекст мислам дека многу важно е сите тие кои што се нафаќаат, се награбуваат со теретот на државна функција, да знаат дека совесноста, одговорноста, почитувањето на јавното добро, должноста е нешто што јас велам кога многу е важно кога ќе влезете во тој лавиринт на тие државнички врски, како ќе излезете. Јас велам ќе излезете како да се враќате. Не велам така. Како да се враќате од Грозје Брање и поминувате, сега тоа беше Корзо, порано сега е главна улица во Кавадарци и делите гроздови на пријателите и тоа е убаво завршена работа. Значи денеска завршената работа. Значи тоа е за мене суштината и да останете истиот човек кој што не се менува после пластичната операција на речена власт. Кој што нема да ве промени. Пак ќе го познавам Сотир, пак ќе го познавам други пријатели што ми се од животот и со нив можам да разговарам, како што разговарам со тебе давате вечер. Една мисла пред време, која важи многу денеска, од кога некој работи ги утна предходната власт. Гледате, малку политика сега зборувам, бидејќи сум фасциниран од вашата животна и работна филозофија. Велите, можеби треба глобално преиспитување на нашата совест да направиме. А токму денеска треба да се запрашаме што се не направивме контра интересите, не ние, контра интересите национални и државни на Република Македонија. Пред 23 години тоа го пишува. Затоа што се чувствуваше и сум предвидел некои работи, не се гордеам со тоа, затоа што не донесоа добро на нашата татковина, не донесоа добри работи, но се гледаше трендот и траекторијата како ние се движиме со цело време попуштање, со ежедневни краткорочни потези без да гледаме суштината и содржината на тоа што ние го правиме за Македонија. Да, ама некој требал да препознае па да спречи. Да го спречи тоа. Да спречи некој. И ние на пример дојдовме во ситуација да со таа траекторија на попуштање да се обезличиме како заедница, и како индивиду и како човечка заедница, како општество и на крат како држава. Овој дел го завршувам со вашето прашање кој во право филозофски постапувате и велите дреселот или ѕверот во нас. И за мене, верувате ми, дилема една што многу тешко е да се разграничи. Ме интересира вашето разграничување на овие работи. Па јас мислам дека од мојаго нагледање чудовиштата во секој од нас се уште не се припетомени. Ова е многу јако. Морам ти кажам. Не се припетомени и секој од нас треба да даде да си одговори самиот пред себе си дали успел да ги припитоми во самиот себе си, анималното да го победи, а тука пред се говорам во тој дел за анималноста кон капитал односот. Како матрица која што почнува да биде обсесија и тоа да биде од почеток до крај книгата е за тоа. Да, за тоа е. Да. И мислам дека тоа е клучното и во тој контекст го гледам чудовиштата и мислам дека дресорот ја губи битката сега за сега. Не успева да се справи, многу индивидуи почнуваат анимално се однесуваат токму на база на таа матрица на материјалниот свет, нели? И ја бараат вистината на погрешно место. Или вистината има секојаш во даден простор и време определеност, ама не е секојаш, има секојаш категорија на определеност. Пример, Аристотел вели природна состојба на телото е мирување. Па се јавува Галилеј вели не, природна состојба на телото е движење. Ама рамномерно и праволиниско. Па потоа после известни неколку века се јавува Коперник вели не праволиниско, туку кружно рамномерно движење. Па потоа доаѓа Кеплер, Кеплеровите закони велат не се движи телото кружно, праволински или кружно, туку се движи во елипсоиден облик затоа што се оддалечува и се доближува кон Сонцето. И на крајот доаѓа Њутон, вториот закон за гравитацијата, значи сепак најважна е силата,
кој што е производ на масата и забрзувањето да го детерминира Прв, движењето. втор закон и Е, сега така. замислете како е тоа таа вистина, така и во овој дел на нашето живење. Ние сега во Македонија за овие 35 години точно не ја почитувавме таа неопределеност. Се затворивме во тој калап дека ние треба да попуштаме, ние треба да служиме на некакви И на крајот наднационални се попуштивме. и на крајот изгубивме се. А не, за возврат не му дадовме на македонскиот човек, на македонското општество ништо што би значило бенефит од сета таа концепција за наднационална димензија, меѓународна димензија, која што на крајот на криштата се покажа дека е Па крајно Ѓорчев, не сум спорна. сгрешил кога реков дека ова е филозофска книга и ова е идеологија, бидејќи саме натерате се една парафраза да извадам од кај да парафразирам. Вака велите: времето незапирливо го мери просторот. Времето всушност е движење. А вие што туку го објаснивте тоа? Тоа го кажав, да. Без да знаете дека ја ова ќе го извадам. Па јас кажам тоа што Содржински во мене живее. Ама вака продолжуваш. Животот е нешто повеќе, животот е слобода. Е, тука веќе до Жан-Жак Русо се доближуваш, Да, добро. до прангите, до слободата и ја можам да ти кажам, браво, браво. Овој дел вака ќе го завршам. На едно место кажуваш, верувам во светлината, и даваш дека сепак си оптимисти во книгата и во животот те гледам, велиш има копнеш, има надеж, ама треба да знаеме како, треба да умееме. Опоменуваш за црни дупки, ги ставаш во наводници и велиш внимателно да чекориме во потрага на доброто. Ја затоа на почетокот реков дека ти си човек во потрага на доброто. Иде мал коментар на овие работи да дадеш? Па јас мислам дека во зениците на човештвото, еве сега со вординг на глобалниот вокабулар, нели, во зениците на човештвото секогаш треба да постои таа потрага по доброто. Ако сака човештвото да обстои. Да правиш дистинкција добро-зло. Да, добро, па тоа е тоа. Негативно-позитивно, да, правиш. И ние мора да се движиме секогаш кон светлината, таа развидува облици кои што темните црни дупки не дозволува да ги видиме сега околу нас. Имаме многу темнина. Еве да речеме во нашата транзиција и овој пат на така наречен реформски пат на Македонија има многу светли точки што еве и ние заедно сме работеле во еден процес на тоа просветлување на Македонија, ама тоа беше обвиткано со темнината на општа човечка сиромаштија 35 години во Македонија. И се уште таа темнина бдее над нас. И ние треба с неуморно, и сега ни на мојата, би рекол, сепак третата димензија, нели, на животот, тоа на последна, треба сепак и ние да помогнеме, секој од нас да дадеме нешто во таа потрага по доброто, во таа човечка зеница, секојаш да свети кон да го најдеме патот кон светлината. Иначе не ќе можеме да се справиме со темните хоризонти. Од она што те гледам како се бориш по телевизиските студии, не сме се виделе ја и ти одамна, сега користам прилика да ти кажам, ја мислам успешно оваа улога ја играш, успешно, од причина што сега нема да наведувам кои емисии во кои студии, 2-3 пати имаше многу жестоки судари, ама на твој дипломатски, културен, на високо ниво одговараше, се справуваше и твоите аргументи превагнуваа и кога бранеше Македонската црква и кога бранеше идеите, целите како на ВМРО, така на ВМРО ДПМН и можам да ти кажам дека по втор пат дека тоа успешно го имаш направено. Ти благодарам јас. И во оваа фаза од твојот живот можеш да се гордееш со тоа да ти кажам. Ти благодарам, мислам дека она што се обидувам да еве на моите 69 години не е тајна. Да го направам. Една година се ми батков. Значи се обидувам да бидам природен. Да бидам тоа што секојаш сум бил. Еве сега скоро имаше нели конгрес на ВМРО ДПМН во Кавадарци. Спремам нешто и за тоа. Да, и јас после конгресот во твои Кавадарци. Да, во Кавадарци во моите пријатели со кои што патував, нели, и ги собрав во една мејана, старо мало се вика, таа е многу стара мејана, и тие обично одат во други места, помодерни, би рекол, покомфортни, нели, старо мало, си е старо мало, тоа е вековна кафеа на која што на Велковци тие биле основачи на Тиквеш и покрај тоа кај што седевме ние пријателите малце во позни години имаше и некои млади момчиња од нели 20-25 првата генерација ВМРО-вци. Да. И седиме таму и тие почна, јас нормално имаме пријатели, се направи една атмосфера, секојаш иму Кавадарци, тиквешката музика, Бадев,
тивко се Првиот глас. ама надалеку се слуша, нели, тоа е. И тие момчината се на некој начин гледам колку им беше пријатно, еден ми вели така во функција е момчето во таа младинска организација, вели абе Чичко Маријан многу било туку убаво во коалиција. Знаеш, вика, јас не сум знаел дека може да се направи таков амбиент, викам повелете, седнете со нас. Мене детството ми помина во Кавадарци. Да. И јас сум многу задоволен од Кавадарци, покрај тоа што сум родом од Кочани, Кочанчанец сум и така натаму. Да. Добро, ајде преку Македонија и Делчев, Гоше Делчев, твои мисли кажани да се доближиме до ВМРО, до актуелниот момент и така натаму. Ки извлечам, иако ретко вадам од контекст, ретко читам, ама морам ова да го погодам за да не го сгрешам. На едно место во книгата, веќе не во предговор, вака велиш: Македонија секој пат си била Македонија. И во средновековието, и во византиско време, само денес во сопствената држава велиш Македонија не е Македонија и мене срце ме боле, познавајќи тебе знам дека душа те боли. И како си го погодил тоа пред 23 години, као да си предвидел дека ако дојдат некои луѓе кои не треба да дојдат да водат Македонија, ќе ја водат во погрешен правец и ќе го дадат најмилото, најсветото, најсветлото името и ќе ја утнат работава. Кога ги пишеше овие мисли, како мислеше, ќе ја погодиш работата или не сакаш да погодиш, ама можеш да го напишеш бидејќи во суштина ти си во право. Ти си во право. Кажав, Као предвидување е многу тешко. Тешко е, меѓутоа се виде. Бевме свидетели 2002 година, 15 септември. Да. 15 септември. Ништо друго немаше. Немаше доктрина, немаше порака, немаше програма. Да. На 15 септември ќе видите. И што се случи на 15 септември? Дојде на власт тие луѓе, дојдоа кои што го ја трасираа таа траекторија, и кога видел дека за 2 години не можат ништо, се повлекоа си отидоа на некакви други функции, Да. и настана една ситуација кај што пак ние, еве јас се сеќавам на тој момент, 2005 година бев представник во тој тим, бев во нашето собрание тогаш, и бевме во Брисел во таа декемвриска дождлива бриселска ноќ. Ден беше па ноќ, после каде што македонскиот тим, јас како опозиција, пак си ја бранев мојата Македонија. Пак си ја бранев за да дојдеме И вака ја браниш. И вака, да. Меѓутоа сакам да кажам, значи тогаш сватив дека ние тие кои што поинаку мислат, пак ќе се враќам на тоа, дека со попуштање, со вазалство, со коленичење, со афирмација на таа меѓународна позиција на Македонија, без да гледат својата државничка позиција, дека нема далеко да стигнат. И се гледаше тоа. И за жал бев во Софија, повторно ми се јави тој, како некој предвидување ми се јави тоа кога видов дека в 2017 година се случувањето на говорот со Бугарија. Тоа беше за мене една голема траума, дека ние не можеме да прифатиме, односно да разбереме се што правеле пред нас Сотир, Маријан, друг некој, сите што од 90-та година граделе некаков однос кон Бугарија, без никаква одговорност, краткорочно, од некакви, не знам какви погледи за што и како. За 2 месеци, сето тоа што е градено како македонско-бугарски деносчен канал, би рекол и успешно градено, тие го фрлија во вода и се согласија на сите услови кои што ги постави Република Бугарија. Тоа е неприфатливо. Капитулација. Тоа е капитулација. Политичка. Тоа не државничка. Да. Тоа не води во не државнички потек. Не државнички, не води во слепа улица сега. И сега се прашуваме како понатаму. Нели? Сега викаме како понатаму. Види, многу е потешко да се исправат работите, како што биле порано, ама ја мислам сме на добар пат. Ајде сега нешто преку мојот идол и несомнено и твојот идол, после она што си го напишал, Гоце Делчев, велиш вака: Делчев, па точка, па големина човечка, па точка, па мисла, точка, човек. Ова ме подсеќа, сега во кампањата имавте пред се човек. Ете хомо, ете го човекот. И велеш, ова е многу јако, порака пренесувана од генерација на генерација. Па ние за Делчев не збориме сега, ти пред 23 години си ги надстрал контурите на човек револуционер, идеолог, стратег. Секој втор, трет човек во Македонија се вика Гоце. Така е. А бугарите го немат тоа име или многу малку го имат во промиле. Ама па се наши луѓе тоа. Во Разлушко, во Гоце Делчев.
Има ли шанса да се вратиме на позициите пред 2017 година и како така некаков консензус или делумен да направиме со бугарите од аспект на ова, чие па на историјата е Гоце Делчев. Се борил за Македонија. Нека го зимат они бугарски, ама немој да ни кажува дека не е македонски. Те молам да ми одговориш на прашање. Гоце за мене е еден символ на нешто на би рекол на културата, на балканската култура. Неговата мисла. Да, неговата мисла. Значи, пазете, вториот космополит. Да. Првиот е Александар Македонски, он е вториот. Сега пазете во таа темнина на Османлиското царство, во тој темен мрак на би рекол последните робски страдања на населението на Балканот, тој ви праќа порака, светлинска порака. Јас го разбирам светот како поле за културна надправа. Да, за културна надправа меѓу народите. И фактички доаѓаме до тоа што ние сме денес тука на Балканот. Мали народи, мали држави кои што сме осудени да разбериме единствено етничката димензија како културолошки аспект, дека можеме да се работуваме само преку културата. И тоа е најголемото што ние треба да направиме како држава за Делчев. Се разбира државнички, ние никогаш не смееме да помислиме да разговараме за Делчев поинакот како што ние го имаме. Да речеме во нашите души, во нашите срца, во нашите на крајот и перцепции за него. Затоа што тој е човек кој што се родил во Кукуш, во историско-географскиот простор Македонија. Живеел во тој османлиски период на тој простор на македонскиот простор, се борел за член 23 од Берлинскиот конгрес автономија на Македонија, источната криза, и загинал. И загинал повторно загинал во селото Баница или сегашно Карие во Македонија. Значи целиот негов живот е посветен на Македонија. И затоа тоа што како културно наследство тој го има дадено на балканскиот простор, тоа важи и за грците, и за бугарите, за сите. Кукуш е во Бугарија, во Грција. Тој е на историјата. Тој е на историјата. И тук тоа дали тие ќе го слават, и тие напишале томови и томови книги за Делчев. Но кој? Македонскиот научен институт. Значи пишувале томови, пишувале како што Снегаров пишува двотомна историја на Охридската архиепископија. Тоа го разбирам. Бугарите, вистината за него ја кажува неговиот другар, поетот Јаворов. Точно, Пејо Јаворов, тоа е негов другар. И он за него кажува, и бугарите само тоа да го прифатат, завршена е работа. Не сакат. Добро. Не, мислам дека има надеж. Вие ме прашавте дали има надеж. Ја мислам дека јас сум оптимист. Да, така и треба. Затоа што ако ние упорно ја докажуваме дека одиме на таа културолошка димензија на диалогот. Значи пазете, ние не наблегуваме во тоа вие како го имате, што вие пишувате за Делчев. Ние сакаме да се разбериме, да не разговараме за него, да велат они, нели бугарите велат да не му ровиме по коските. За да не му копаме по коските, гледајте си еве вашата приказка и дозволете нашата приказка, и тој си е за нас и за вас истакната историска личност, но ќе дозволите дискусија околу тоа чиф е Гоце, ние нема како македонци нема тука да отстапиме ниту еден милиметар во таа дискусија за. Многу ме радува, бидејќи младите генерации да чујат од еден човек од првата генерација на ВМРО ДПМН, дека, знаеш, неосновано некои покушаваат меѓу редови, сте се откажале од некои ВМРО-ски идеи и така натаму, што не е точно. Не за вас, него као партија, што не е точно, и ја као поддржуваш на вашата политика, ми е драго кога ќе младите ќе чујат изворно од луѓе кои ја создаваа партијата ВМРО ДПМН, дека работите се малку поинакво, а не како што пиар овие јадрата темните лаборатории ви накалемуваат. Тука историски би завршиле, ги спомнате сами бугарската изрека да не ровариме по коските на Гоце Делчев. Да, ма тогаш зошто не ги дадоа коските и си ги зедовме ние, ако тој е бугарин? Еве го гробот е во Скопје, во црквата, сте спас, и сега оп као да прават, сакат да се повратат. Тука е фактички најстрашното нешто, тоа се вели цензура на државната историја. И кога имате цензура, ретуширање, значи кога имате ретуширање, кога имате цензура
Вие ги криете фактите или манипулирате со фактите. Мајстори се за тоа. Кога морам вие да ти кажам. имате барање од кукушката имиграција, пазете, во моментот кога се потпишува барањето од кукушката имиграција, во тој момент имате најмалку 40 македонски друштва во Бугарија. Затоа се викаше нивната партија ВМРО СМД. Во почетокот Сојуз на македонски друштва. Или дружества по ними. Но сваќајќи дека не можат никако да, затоа што сите тие нивни имоти на историското ВМРО во модерна државна бугарска творба биле градени со средства на македонците во емиграција, од емигрантскиот сојуз кој што постоел тогаш. И тие поднеле барање, и тоа е веќе историски докажано. Поднесувањето на барањето на македонистичката струја на Сојузот на емигрантските друштва, Бугарската работничка партија на чело со Ѓорги Димитров, кој што владел Отечествениот фронт, да даде дозвола да бидат пренесени културното зближување, автономија и да патува, пазете, ковчегот да патува низ целиот Пирински крај. Ковчежето со коските, тоа е историја. И кој да го носи? Академикот Тодор Павлов, кој што е по потекло, знаете, од наша денешна Македонија, Република Македонија. И така што тоа вие не можете да правите таква цензура на државната историја и сето тоа да кажете, тоа било грешка на Димитров. Точно. Не е на Димитров, затоа што после него е Волка Червенков. И тој продолжил со таа политика. Имало свесни луѓе во бугарската, би рекол, во бугарското политичко милје, во нивната политичка култура. И тоа траело безмалку со години, со децени. Со деценија и пол траело тоа. И потоа е згаснато се една враќање на една национално буржоаска политика која што во Бугарија сега се критикува се во тој период што правил Тодор Живков, само македонизмот останува како негово епско дело, мислам. И тоа може тешко да се објасни како може една комунистичка партија која што има некакви други принципи да го прифати целосно по прашањето на македонското прашање, така го нарекуваат они, буржоаско идеолошкиот концепт на граѓанската, на создавањето на бугарската држава од 1878 година. И тоа е фрапантно како можат да се искривуваат сите тие работи и да се поставуваат нашите конкретни барања за да одговорите на прашањата, нели вие барате ние да одговориме за Свети Климент, да одговориме за Охридската епископија. Нонсенс, како вие ќе го објасните како ќе објасните цензурата на вашата државна историја? Се словенски светители, описменувачи, просветители е бугарски били. Солун, наречето е земано од Сухо, тие трите села, 3-4, пак биле бугарски. Како бе све бугарски? Сотир, само една дигресија околу ова, мислам дека е многу важно, јас сега пишував скоро за тоа. Значи, јас конкретно и кога бев во Бугарија, одев на чествувањето на денот 24 мај, денот на светите браќа Кирил и Методи. И тие кога го сменија, знаете како го нарекуваат они датумот 24 мај, ден на бугарската писменост, култура и литература и на словенската, не знам, нешто на крај. На крај од словенската. И сега пазете, во време кога Константин Филозоф и игуменот Методи, неговиот брат, ја правеле облестата глаголица во Полихрон манастирот во Мала Азија, за да ги просветлуваат словените по барање на кнезот Ростислав 863 година во Моравија и Панонија. Значи, Бугарија немала своја црква. Християнизирањето е извршено 864 година на грчки јазик. Так. Исклучиво и долго време се зборело на тој грчки јазик. Грчкиот клир до 870 година бил доминантен. И сега вие во време кога воопшто светите браќа нити сте употребувале нивно писмо. Нити сте работеле на тоа за расширување на старословенското писмо во просторите на тоа званично постоечко средновековно бугарско царство. Ова пред некоја година од Клетников го дознав, не го знаев. Дека долго време користеле тук јазик. На поентата е друга, јас велам. Убаво би било кога бугарите за свој датум би го определиле денот кога во Преслав Симеон во Златниот век го прогласува кирилица за званично писмо на Средновековното царство. Тоа е денот на бугарската писменост. И тука ние
навистина ќе бидеме растеретени веќе од тие спорови, затоа што во времето кога бугарскиот цар Симеон ја прогласува кирилица за званично писмо и фактички средство во кое што ќе се извршува христијанската литургија во бугарската црква, во Македонија се употребува Свети Климент е верен кон традициите на неговите идоли, светите браќа Кирил и Методи, уште век и половина се употребува облестата глаголица, старословенската глаголица. И тоа е најголем доказ како може да се извратуваат историските факти. Школи манастирски е глаголицата право. Точно. Да. И тука е разликата, значи кога тие би го јас и тоа им го кажав еднаш како амбасадор таму. Не прифаќа. Пријатели, вашето писмо е кирилично писмо. И вие треба да бидете горди дека таа кирилица која се употребува во Македонија, во Црна Гора, во Србија, во Украина, во Русија, во многу би рекол држави кои што ја употребуваат кирилицата. Словенски држави. Треба да бидете словенски држави, треба да бидете горди. Место тоа вие одите во нешто во кое што имате во на едно непознато поле кое што е би рекол со фактите губат. Со фактите и аргументите губат. Тука да речеме словаците и чесите им покажаат црвен картон. Има држа лекција. Има држа лекција кога буквално со ова што го говорам, ова не е моја би рекол само личен став, ова го читав од ставовите на словаците и чесите кога тие говореа дека Свети Кирил и Методија е ден на бугарската литература, дека е тоа денот на бугарската писменост. Добро, Ѓорче, ај вака, сега лентата ќе ја премотаме на историјата и ќе дојме во денешни денови. Пред 2-3 дена имаше лидерска средба. Имаше многу полемики, потребна, непотребна, надмината форма на политичко действување и така натаму. Само еден лидер велеше не дискутирам со криминалци, тоа е Филипче, лидерот на СДСМ. Другите лидери на опозицијата дојдоа на средбата. Средбата помина во конструктивен дух. Во најголем дел од прашањата што биле поставени на маса се издоговорија и ја како аналитичар, како човек кој хронологија прави на некој настани, ги анализира и ги коментира, оценувам дека таа средба лидерска испадна и потребна и конструктивна од повеќе причини. Почитуваниот Мицковски покажа дека има капацитети не само да се договара во својата коалиција, во владата, него и со опозицијата минус една партија. На жалост, тоа е СДСМ и минус еден лидер, тоа е Венко Филипче. Ке дадеш ли твој коментар, те молам, за лидерската средба и ако можеме да речеме бенефитите што таа ги донесе за севкупната политичка и општествена атмосфера во Република Македонија во овој актуелен, а да не речам акутен момент, кога не очекуваат, оваа година нас не очекуваат многу обврски на домашен и меѓународен план. Па од моето нагледање, она што јас неколку пати го говорев, јавно дека јас сум имал можност да се работам со трите лидери на ВМРО Хамане. Значи, од тој ран период со господин Георгиевски, потоа со господинот Груевски, во, би рекол, разни форми на противречност, на усогласеност, унисон околу некои ставови и сега соработав со господин Мицковски, тој мислам дека го дигна многу нивото на она што представува, она што е според мене клучно за Македонија, тоа е образованието. Да. Професор универзитетски. Тоа на Македонија и недостасуваше. И мислам дека со неговото појавување, со неговиот прв почеток, кога почна да победува на локалните избори, кога кажа ние ќе направиме се да победи молчаливото мнозинство во Македонија. Тоа беше пораката која што значеше дека поинаку ќе течат работите сега. Тоа нема да биде само PR стратегија, тоа нема да биде само еднолична политика на маркетинг, која што маркетингот е веќе знаете, маркетинг тоа е инженер на малку и надмината работа. Да, надмината работа. Ја знаеш зашто ја навивам за брендингот, персонален, партиски, политички, надмината работа. Тој како лидер покажа уште тогаш, па подосна тоа го примени на изборите на парламентарните избори, каде што страшна траекторија на победи. Страшна траекторија, три победи, кои што тој навистина покажа едно лидерство, кое што сега го применува нели на чело на државата, премиерот, извршната функција во Македонија не е важната функција, да бидеме искрени. И председателот е важен, и начелникот на генералштабот, и председателот на Врховниот суд, на уставниот, но премиерот на Македонија
Тоа е формата на управување. Рамбачката работа е во владата. Така е, тоа е. Си бил ти во влада, знаеш како така и локомотивата која влече економски, социјално, политички, бизнис е владата. Се е тука. И затоа велам дека тој преку ова враќањето на оние времења кога на лидерски сервис разрешуваа клучни прашања. Тоа е враќање на оној прапочеток на македонската демократија кога бевме пофатени со некоја надеж дека на поинаков начин ќе ги решаваме проблемите во Македонија. Тој тоа се обидува на многу, би рекол, на многу еден човечки начин, на природен начин да го вгради сега во македонскиот општествен амбиент, дека може да се разговара, може да се креираат одлуки, може да се создава амбиент на соработка. Како беше, ако има волја, има и начин. Има и начин. Значи, кога јас го говорам тој пример, до 90, и ти си сведок, ти барем се учествувал во тие процеси, ние, јас, например, кажам, 96 година пред локалните избори, учествував од ВМРО-ДПМН со Ѓоко Спасов, од СДСМ, од Демократска партија, Ристо Пенов, разговаравме. Други генерации беа, Ѓорче. Ние седевме и разговаравме. И со Бузлевски, и со Илчо Иловски, и со Ѓоко Спасов, ние од ВМРО-ДПМН, Борис Стојменов, јас, сите тие што Јордан Бошков разговаравме на начин кој што значи грижа за татковината, грижа за нашата држава. Од двете страни вие сте партија, после ние сме опозиција, ние тоа сме го правеле, барем јас кога сум бил активен, секое време и во парламентот, и во локална самоуправа, и во влада. И на крајот на краишта бевме и голема влада, широка влада, знаете, после Всеки биде малку остар, види вака. Затоа тоа го направи Мицковски. Го врати на некој начин тој прапочеток назад и почнавме повторно да веруваме дека е можно со диалог да ги решаваме проблемите. Ја тука, значи, како гледам, во последните 6 дена од мината година имавте конгрес, победнички конгрес, направите една траекторија од локални, парламентарни, председателски и локални на квадрат. Победивте во 4 избори, 3 избори, ама еден на квадрат. На конгресот имавте една прекрасна атмосфера, имавте успешен конгрес, никако јавноста недоволно ги разработи вашите конгресни документи, а јас седнав, бидејќи ја доктрината што ја донесовте 21 година во 12 декември ја разработував многу, бидејќи имав некои обуки со ваши членови, ваши симпатизери, ја видов многу, препознав во таа доктрина, во овие конгресни документи, во 2 документа, ама фактички се 5 документа, сега да го поставам прашањето. Ја приметувам тоа што зацртавте за следните 4 до 8 години, како да Мицковски сега виде дека е моментот да ги свика сите, да поразговара, да ги чуе нивните мислења, да прифати што е за прифаќање, некои работи се прифатени, и да тргнеме заеднички кон градењето на националното и државното единство, кога се во прашање бранењето на интересите на Република Македонија. Ја тука гледам атмосферата од вашиот конгрес како на поширок план, на поширок политички и општествен план се пренесува во Република Македонија. Дали се лажам, залажувам или тука сме некаде? Не, тоа е навистина многу добра констатација, затоа што ние во овие последни 5 години, ВМРО-ДПМН не говорам, нели, јас се чувствувам се уште како човек кој што припаѓа кон... Ветераните се знае која сила се во ВМРО. Старца нема ударца. Да, во тој контекст мислам дека се направи една, прво, во рамките на партијата едно големо обединување. Значи, не само што ветераните се на сите манифестации учествуваат, туку ти учествуваат и во текот на кампањи. Ти учествуваат катадневно со свој... Ја во Источна Македонија многу добро соработувам со вашите ветерани, можам да ти подпишам јас. Катадневно. И тоа е многу важно, значи се направи една синергија меѓу она што представува енергија, младост, потоа се направи една синергија со тоа што е знаење, потребно знаење, квантумно знаење кој што е потребно во секоја општествена област да го имате, и на крајот искуството кое што треба да го на некој начин да се направи на амалгам кој што ќе донесе бенефит за Македонија. Добри работи за Македонија. И тука сега мислам дека таа доктрина, идеолошката матрица
на некој начин се вградени сите претходни постулати на ВМРО ДПМН. Почнувајќи од кога се нова парадигма 2030. Да. И некако вокабуларот е издигнат на повисоко ниво. Визија што гради држава. Ама конкретни работи имате спомнато. Да, со конкретни работи и со тоа што значи пред се, пак она што почнавме, она што јас го говорам, државничка увереност дека морате да служите на државата. Да. Со одговорност, со интегритет, со она што значи колективна тимска работа. Тоа е единствениот начин ние да одиме напред. И тоа сега на некој начин се наталожени слоевити работи кои што низ една призма на 35 годишно суштествување на ВМРО ДПМН, на крајот на краиштата ова сега управувачка форма успева председателот на партијата, сега како премиер, да ја отелотвори во пракса, покажувајќи и кон другите политички субјекти, кон другите оние кои што размислуваат поинаку од вас, а можеби и прифаќаат некои од тие идеи што се градени. Што е стратегијата? Стратегијата е поглед некаде далеку напред во некоја тополошка точка на хоризонтот во која што се вкрстуваат илјадници други погледи. И тоа ве влече напред. Ако немате таков поглед кон некоја точка која што ве влече напред, вие не можете да го обедините општественото ткиво. Државата е една работа, институциите се друга работа, трета работа е општеството. Ви имате мноштво единки во тоа општество. Да, па токму тоа пред 2-3 дена излегува Пасиев, кажува конструктивна средба. Се договоривме во голема мера од прашањата што беа поставени на маса. Али Ахмети излегува го кажува слично малку на подруг јазик. Тука се нормално дека да се пресечни точки на таа стратегија кај што ти имате интереси и противречности. Без разлика дали ја го поддржувам, не поддржувам ВМРО ДПМН или ова или она, ја гледам дека тука некако некои работи се сменети во поглед на ова што ти го кажуваш ширина општествена дават. Инклузивност. А тоа ни фалеше овие 8 години. Тоа ни фалеше. Македонија е држава која што има докажано и во време кога во недржавнички облик, како географска област, населението во секојаш било инклузивно во Македонија. Да. И тоа е докажано многу пати. И ако вие тоа го примените, тоа напластено историско искуство во политиката и успешно го презентирате на македонската јавност, која што, морам да кажам, во овој момент е многу сензитивна кон овие обиди да го фатиме вистинскиот пат кој што не влече напред. Да. За мене тоа е една државничка политика пред се. Па види сега и легитимитетот не ви е мал, Ѓорчев. На парламентарни избори 440.000, на председателски 560. На локални избори сега со овие додатниве имате 56 општини, началници 55 плюс 1 градот Скопје. Не е мала работа тоа, Ѓорчев, не е мал легитимитет, вие имате и обврска, ама еве, јануари не е помината, јануари, знаеме, јануари е месец на празниците, а вие веќе почнувате да го остварувате. Јас сум оптимист малку. Јас сум голем оптимист секојаш кога прашам на Македонија, мислам дека таа библиска димензија, македонската библиска димензија, тука е Свети Павле од Тарсус, тука се неговите пораки до атињаните, до коринтијаните, македонските христијански општини. Мислам дека таа димензија на Македонија дава некоја посебност која што се разликува од другите држави. Јас тоа како македонец си го кажувам. Можеби тоа не изгледа така од денешна димензија на времето во кое што живееме, ама мислам дека конкретно оваа политика што ја води сега премиерот на Македонија е единствениот пат да ние закрепнеме државнички, да се свртиме самите кон себе си. Јас велам, никој не смее да помисли дека некој од надвор повеќе ќе се грижи за нас домот колку што ние самите ќе се грижиме за себе. Тоа е клучното. И мора да веруваме во самите нас. Ама ако не веруваме, тогаш сите овие жртви кои што биле ставени на олтарот на тој македонски пантеон биле залудни, па и жртвата на Делчев и на Караев и на Ченто и на сите и на кои што се вградени на Стив Наумов, да не говорам за стотици и стотици македонски херои. И тука се гледа содржината на тоа што треба да се изгради како државничка пред се, државнички интегритет на сите кои што ја носат државничката функција. Пак ќе се навртам на Балконски. Значи тој без разлика што флик си избрал. Убава метафора. Тој е кнез, пазете, во едно без разлика феудално општество.
но неговата одговорност кон тоа да го напише извештаот точно, да дисциплината и одговорноста, интегритетот да го снабде својата единица со потребните продукти, да не се плаши кога ѓурото треба да го експлодира, да не покаже пред другите, да покаже дека се плаши. Одговорен кон луѓето. Кон луѓето. Значи тоа се се елементи кои што вие мора да ги практикувате кога сте државник. А за мене државничката работа во Македонија долго време беше на заден план и се гледа пред се лукративно личните интереси или групни интереси на поединци, што е и одлика на ова време на либерална граѓанска демократија, која што никој не дефинира какво е. Да, тој. И никој не каже во Македонија, секој што го говорам, чекайте луѓе, вие говорите сите за демократија, нели кога ќе отидеме некои емисии за зрелите демократи, чекайте луѓе, за каква демократија говорите? За класична демократија, за развојна демократија, протективна демократија, народна демократија која што имавме во едно друго време. Значи да кажеме за каква демократија, во каква демократија ние сега со каква демократија се соочуваме? Ја мислам 8 години имавме демократија без народ. Се погази волјата народска референдумска, се смени насилно уставот, се смени насилно името, ама ајде нека е тоа минуто. Ајде сега да одиме во последниот дел од емисијата, во една од твоите 3-4 експертизи, економијата. Бидејќи ти си водел и предпријатија, си управувал, си бил министер за земјоделие, тоа е дел од економијата, земјоделието. Имаме добри показатели од ланската година за добар економски раст меѓу првите 3-4 во Европа. Имаме добар показател на економскиот развој на GDP-то. Имаме контролирана инфлација и имаме први сигнали на подобрување на социјалата. Дали си оптимист дека 2026 година со проектите што ви се во тек, како партија, коалиција и власт, како на локално ниво, така и на државно ниво, а тоа се забрзаното градење на коридорите, 8-ца, 10-ка, на тие секции што се, некои се веќе и пуштени делници, потоа оној големиот проект од американците 500 милиона за ветерниците во електроиндустријата и оние пари веќе во 2 транши искористени или се во завршна фаза од унгарскиот кредит на локално ниво. Дали си оптимист дека работава ќе тргне на многу подобар, во многу подобра насока, во саканата насока планирана во владината програма за 4 години, особено за 2026 година, а кога на ова ќе се додадат проектираните пари од 6 милиарди од Велика Британија, од стратешкото партнерство, поддршката од САД, од Маđарска и од Турција, дали сме оптимисти за економско зацврстување? Веќе стабилизацијата е направена, ама сега ни треба така малку поголем раст. Како експерт во таа област, што би биле твои предвидувања и дали сме на прав пат да ги постигнеме? Саканите цели, економски и социјални. После оно што се случи, јас секогаш издвојувам 2 реперни точки. Едната е реперната точка пред шарената револуција, тоа е 2015 година, и има показатели. И реперна точка е 2023 година, последна година од претходната власт. Предходната власт, но 2024 година се случија изборите и се знае. Пола, да. Меѓутоа, тие показатели се, би рекол, толку индикативни, дека Македонија од една успешна економија, сега говориме само за економија, не се навратувам на другото, меѓутоа Македонија, точно ги знам цифрите, во 2015 година имаше бруто општествен производ 9,6 милиарди евра, а надворешна задолженост имаше 7,2 милиарди евра. Негде беше околу 74% задолженоста во однос на бруто општествениот производ. Јавниот бруто надворешен долг. Јавниот долг беше некаде околу 4,7 милиарди евра. Во 2023 година државата беше задолжена 13,5 милиарди евра или се задолжила 5,3 милиарди евра во однос на 2015 година повеќе, а бруто општествениот производ пораснал 14,5 милиарди или едва и 4,9 милиарди. Значи ние сме взимале кредити, а бруто општествениот производ
не растал на Нерационално трошење. Значи прво и второ се дошло во ситуација да бидеме презадолжени, тоа е клучното, значи презадолжени со 83% надворешен долг, јавен долг над 60% или близу 60%, и веќе сега се наметнува она што кажат императив прво да се вратат првичните долгови. Стабилизира. Лани во 2004 година се врати првиот долг за еврообврзница со 500 милиона евра, затоа дека сум оптимиста. Да. Успешно се распиша еврообврзница и се врати долго за 2024 доспената обврзница од 2018 година. Ова година доспева обврзницата 700 милиона евра од 2020 година. Пак е распишена. Да. Токму затоа. Да. 2028 доспева друга обврзница од 500 милиона евра, земена 2021 или 2022, и четврта обврзница 2029 од пак 700 милиони евра. Значи Македонија се дојде во ситуација да мора да направи еден голем инвестиционен удар. И тоа се прави. Се прави многу умесно и многу внимателно, гледајќи ги економските параметри. Прво имаме еквилибриум меѓу монетарна и фискална политика. Нема трусно подрачје. Да. Имаме еквилибриум. Тука се изедначени, монетарната политика се води мудро, си продолжува контрола на паричната маса во оптек, се контролира инфлацијата. Народна банка и владата и статистика добро соработуваат. Значи, по моја оценка колку ја ги разбирам, работите, а не сум експерт. Значи во тој дел мислам дека имаме точно индикатори и растот на економскиот раст е, значи ќе видиме евидентен, дали ќе биде 3,5, дали 3,6, меѓутоа ќе биде на крајот, ќе ги видиме резултатите сега што ќе излезат во март или април, сигурно ќе биде тука негде на 3,5. И тоа е солиден раст. Што е солиден за Македонија, солиден раст од аспект на тоа што кажав, во каква ситуација е затекната економската позиција. Така што овие големиот удар, значи вложувањето во локална самоуправа, пазете, вие имате буџетски расход во локална самоуправа 33 милиарди, да речеме. Годишен. Денари говорам. Тоа е 550 милиона евра. Вие во текот на една година имате таков инвестиционен развој со инвестицијата што се прави сега. Значи тоа се прави толку многу со тој унгарски кредит, затоа што локалната самоуправа е најподатлива граѓаните да видат дека нешто се менува во својата средина. Што е локалната самоуправа? Својот двор, нашата улицата, квартот, нашиот спортски тим, игралиштето, школото, болницата, тоа е градинката, поликлиниката. Тоа е тоа. А вие тука ако инвестирате во енергетска ефикасност на децата, во градинките, модерно игралиште за дечиња, модерно игралиште за мал фудбал, ракомет или кошарка, сали, утре сигурен сум дека ќе мораме да правиме базени за деца како што прават британските или америчките училишта, но факт е дека тој голем биг пуш, големиот инвестиционен удар во локалната самоуправа ќе има огромни бенефити во следните не веднаш, во следните 3-4 години. Циклус. Да. Тоа е циклус. Значи, огромни средства се вложени во локалната самоуправа, огромни средства се надевам со гаранцијата на една голема Британија која што има рейтинг, кредитен рейтинг 3AA. Па немала работа Велика Британија да го гарантира. Немала работа. Тоа значи некој сака да го минимизира тоа, ама не успеват. Вие ќе имате Евролибор плюс најмалку помалку за 1,5% каматни стапки со гаранцијата од кредитна Британија. Нема да бидат 5,5, ќе бидат 3,8 или 3,6 каматната стапка ќе биде. Тоа е огромна. Пазете, тоа е огромно. Вие имате и грейс период, дали 5, 10 или 15 години, имате 30 години рок на враќање на такви големи инвестиционни кредити за железничката пруга коридор 10, за железничката пруга коридор 8, за сето оно што се предвидува за изградба на чебрани и галиште, нашиот бисер во хидроенергијата кој што ќе произведува 500 мегават електрична енергија. А за малку ќе отидеше кај грците. За малку. Токму. И затоа велам сум оптимиста дека се навестува дека ние мораме да имаме големи инвестиции. Сега тие озборувања со тоа ќе презадолжиме државата, па таа беше презадолжена. Сега се прават парите не се однаш, не влегуваат одеднаш. Така, фазно влегуваат. Точно, и не само тоа, целиот процес на избор на проект,
па потоа на избор на најдобар финансиер, која банка ќе биде. Имате тендери, и имате вие проектна документација кој ќе направи. Потоа имате која банка ќе понуди најдобри услови, па дури потоа имате јавно надавање кој ќе го земе. Тоа е новата парадигма, што некој не сака да ја види. Значи, таа економска логика на решавање на проблемите ќе донесе сигурно во Македонија нов бенефит во разрешувањето на она што го имаме ние, тој економски дисбаланс кој што кај нас имаме, пазите, не имаме структурна неравнотежа во Македонија. Зошто? Кога почна транзицијата, која што е само патување од една во друга, од една до друга, би рекол, точка, и се уште болна. Така. И патуваме од општествена самоуправна собственост во, би рекол, приватна собственост, кај што финансиот капитал е доминантен. И сега вие да патувате во таа транзиција, ние дојдовме 91-92 со инфлација од 92 до 1000%, кај што се обезвредни капиталот на предпријатијата, се пресели во банките, банкарскиот капитал стана доминантен, а банкарскиот капитал се пренесе во услугите и во трговијата на мало и трговијата на големо. Вие имате веќе структурна неравнотежа. Се затвори индустријски капацитети што го влечат развојот. Кај нас се затвори преработувачка индустрија, големите фирми. Загубари ги велеа, големи загубари, ама фирми кои може некој да преживеа. Го влечеа развојот напред, економскиот развој. Рударството падна на најниски гранки. Металната индустрија, машинопреработувачката индустрија се соочува со недостиг на кредити. Сега полека мене ме криво, ево, локал патриота, Руен Кочани беше гениална фабрика. Гениал. Имаше и воено производство. Производуваше куплунзи, можеше да производува куплунзи за Ауди, па кога се преговараше, 99 година кога преговараме со владата на Штојбер, бе во тие преговори во Баварија, беше дил во Македонија, направија инспекција на Руен Кочани, на Охридската фабрика за Херојто за Драгович, фабриката за појаси во Белчиште, како можеме ние да сработуваме со баварците преку комплузи за МАН, за БМВ, за појаси за овие сигурносни појаси од фабриката во Белчиште, имаше огромна, би рекол, огромен потенцијал Македонија тогаш да понуди. И тоа се испушти. Тоа го испуштивме ние. Па тој неконтинуитет меѓу властите кога се менуваат едни со други, ја мислам тука е проблем. Тука е проблем. Тоа е дисконтинуитет на почитувањето на тоа што некој Што направил, сработил пред тебе. пред тебе. И тоа е исто страшна работа, особено во агрокомплексот. На крај чувам прашањето. Знаеш, кога видов дека многу сериозно одите со нова парадигма, кога направив анализа дека не правите селекција на општините на кои им доделувате кредити, тоа е владата со тие тендери, кога видов дека сите добиваат спрема тоа какви проекти дале. Имаше едно недоразбирање малку со град Скопје и со Струмица се исправи во втората транша, колку знам, ја тогаш видов дека мора да има локален развој. А основата на развојот долу во базата е локален, како беше локален економски развој. Ако тоа го постигнеме, ние сме на конјот. Затоа говорам за тоа. Просто да изгрешив, не 533 милиарди, се 55 милиона евро. Добро. Меѓутоа, вие 10 пати го зголемувате инвестирањето во локалниот економски развој. Тоа е тоа. Мора да има развој. Сега тука доаѓаат веќе науката, знаењето, образованието, урбанистички планови, генерални урбанистички планови, како ќе ги решавате квартовите, како ќе го решавате сообраќајот, како ќе ги решавате. Првични елементи гледам зашто сте ја фатиле ова градежната мафија. Го осеќам тоа и само треба да се издржи тука. Не е чаир проблем. Сите општини, не сите, ама голем дел од општините, она што го прават со гупови и дупови не е проблем. Сега гледам дека малку дезгините се подзатворени, уздите се земани во локално ниво и малку построга е работава. Само треба да се издржи. Треба да се издржи, но основното беше да донесиме прво што се луѓето без капитал во финансиот капитализам. Значи вие не можете да имате развиена општина ако не вложувате средства. И овој потек на вложување во локалната самоуправа за мене беше клучниот потек со кој што македонскиот граѓанин ќе види дека ние можеме, ние умееме, ние сакаме да си ја градиме, ние знаеме и знаеме како да ја градиме татковината. Мислам дека си во право. И тука е клучното. Ако ние го подобриме животот, ние сме двајцата во кисела вода. Јас на пример кога бев градоначалник се сеќам на еден проблем. Добро, јас сум гастарбајтер. Добро. Времено јас сум жител на Кочани. Ама од 11-та година сум во кисела вода и сум задоволен, да ти кажам. Вака сега, јас сакам да кажам што значи. Го гледам и твојот трак што го имаш оставено. Јас кажувам кога имаше некој план ДУП за да се спои населба Пржино со
ово што е Институтот за земјотресно инженерство горе. Како се ИЗИС се вика. ИЗИС. Сега, пазете, замислете, ако тоа се направеше, се исече шумата водно и беа предвидени двоетажни куки кои што треба да имат некаде 1080, некаде 250, 260 објекти. Знаете што ќе значеше тоа? Тоа значи дека вие едноставно целиот развој на кисела вода ќе биде затворен за следните 50 години. И ние тоа на Совет едногласно, сите политички субјекти, јас ги убедив дека не треба, дека тој план треба да се отфрли. И тоа што било донесено, дека тоа не може да се реализира, затоа што граѓаните имаат право на воздух, на природа, на простор. Затоа кисела вода традиционално си е десно ориентирана. А народот? Затоа што им ветивме на граѓаните дека нема да се проширува, нема да се гради на падините на водно. И тие тоа знаат граѓаните, го почитуваат. Значи, ви имате простор кој што ви дава живот, воздух, имате можност за рекреација, имате можност, пазете, прекрасно е да се качувате од кисела вода по тие пензионерски патеки горе кон вода. И мислам дека тоа е клучното, да им кажете на граѓаните, видете, не е секогаш урбанизмот решение за сите проблеми. Треба да биде плански, треба да биде Скопје град кој што ќе диши, Скопје град кој што ќе се живее нормално и тука треба да се книгата вака велиш, и то ти е нишката економска велиш со рационални, паметни и конкретни планови до отворен и слободен пазар велиш. И то ти е од почеток, од првата колумна до крајот ти е мислаш што ја развиваш. Ма и сега ја говорам јас тоа, мислам, значи не може поинаку, значи ние мораме да се вратиме на почетокот на градењето на македонското општество, да истраеме во тоа. Затоа што државата е една работа, демократските институции се друга работа, ама општеството, луѓето, тие не се виртуелни суштества, тие се луѓе во реален свет, во реално време, и со нив треба да живееме и да ги убедиме дека Македонија е местото посакувано за да живеат тука и со своите семејства, да градат нивните деца. Како партија, како коалиција, како власт е на добар пат. Намерно остави земјоделието за крај, бидејќи ја памтам бразата што ја заорав како министер за земјоделие, сум бил кај тебе, сум соработувал, се потсетам на некои давнешни времиња. Вака, не е мит. Ја прочитав, дали на овој веле у Франција што има докторирано, дали од кој од една книга, дека пред Првата светска војна французите испратиле еден тим од 20 на експерти од 6-7 области да направат анализа кога ќе се отвори фронтот на Балканот, дали ќе може Македонија да рани француската војска од земјоделието. Да скратам, анализата и заклучокот било 3 армии како француската дека може да рани. Па сега те молам за крај да ми кажеш. Ќе дочекаме ли малку подобар, побрз развој на македонското земјоделие? Природата дала, Господ дала. Имаме работлив народ. Ако велиме нашиот народ е ваков, таков не. Се работи и во селата, и во полињата, и се. Само ни треба една по-конкретна стратегија за развој на земјоделието од 4 до 8 години и почетни резултати. Бидејќи во таа област си имаш дошта вградено, доста покажено, за крај те молам твое мислење, ова французите што пред толку и толку години го направиле, можеме ли да го направиме ние сега? Па можеме, затоа што ние само во агрокомплексот, како целост, како цел стопанска гранка која што е обединета, во сите фази, значи од свежо произведени производи, дехидрирани, конзервирани и замрзнати, ние сме полноправна членка на Европската унија. Со 2 ограничувања за виното имаме, квота и контингент над 30 милиона литри, и за сирењето, млечните продукти. И што не сум го знаел. Да, значи другото, ама пазете, ние земавме југословенската квота, 68% од југословенската квота ни беше доделена на нас, на Македонија. 2003 година, 2002, а потоа се озванични тоа со протоколите од 1 јануари 2004 сме во земјоделието полноправна членка. Односно, трговските спогодби го регистрираат македонскиот агрокод како дел од европскиот агрокод. Пазете, тоа е веќе 21 година. А што недостасува? Токму ова стратегија до 2030 година, ова партиска доктрина. Таа стратегија имплицира секој одел да донесе своја стратегија.
А тоа претпоставува дека во агрокомплексот ние ќе мораме да се надградиме. Вака велите стратегија Македонија 2030, правци на действување, развој и државно водство. Па токму тоа. Значи сега треба секој оној што ја разбира должноста своја на своето место, човек на своето место со тимот кој што работи, со интегритетот кој што го има, да направат една стратегија во својата област што ја раководат. За мене, клучно во агрокомплексот, за Македонија е конечно да расчистиме со небулозите какво земјоделие нас ни треба. Нас ни треба организирано земјоделие, нас ни треба контролирано земјоделие во делот на фитосанитарната, ветеринарна заштита се, и нас ни треба пред се обединето земјоделие. Како? Единствено е можно во модерниот свет, каде? Преку, на кое место? Преку агроберза. Ние немаме агроберза. Не може имаме ли шанса да ја формираме во блиска иднина? Постои институција агроберза, ама не постои на терен практично действување на таа агроберза. Значи вие треба заживување. Не треба да се изгради објект. Агроберза имате во Берлин, имате во Варшава, имате во сите европски центри. Во Македонија природен простор за агроберзата е регионот на вливот на реката Црна во Вардар. Дали тоа е градско, дали тоа е Неготино, дали тоа е Росоман, затоа што тоа е центарот на Македонија, на географска Република Македонија. Тука се патот Атина, Солун, Скопје, Белград, Будимпешта или Белград, Загреб, Виена, Минхен. Тука е железничкиот превоз, тука се два аеродрома, нашиот во Петровец и грчкиот во Солун, и тука ние можеме да обезбедиме брз железнички, товарен, карго транспорт на сите наши производи. Што значи агроберзата? Обединување на производителите по пат на аукција, без прекупци, накупци, недозволени трансакции, се да биде оданочено, се да биде регистрирано, ќе се соберат производителите, ќе се соберат трговците, ќе се соберат заштитарите, тие што заштитни средства, тие што контролираат маркетингот, како треба да се представи македонскиот агропроизвод, ќе се направат големи серии. Ние имате Сотир, ние имаме големи серии. Значи ние имаме серија Куртова капија што Бугарија нема. Ако има 6 милиона хектари, ние имаме 600.000 хектари. Ама ние имаме 150 милиона килограми Куртова капија. Што е, да речеме, сепак семе кое што е на некој начин произведено во Институтот Марица Пловдив. Потоа имаме сигурно над исто така 150 милиона килограми домати. Имаме, можеме индустријски дома да стигнеме до огромно количество многу квалитетно. Не да увезуваме. Не да увезуваме. Значи, тука е сега македонското земјоделие извезува 500 милиона евра, увезува милиарда евра. Тоа е гапот. Тоа е. Мора да се смени. Значи тоа мора да се смени. А тоа само може преку организирана агроберза. Така. Проектот што беше направен со правила, принципи и норми. И тука да ги обедините сите. Што е, кој е семе во Европа сега, а тоа го имаме, ние сме дел од европскиот агрокод. Кој е семе во кај зеленчуците е доминантно, ред чиф во доматите или која пиперка. Ој за мене е поучно. Да, значи не тоа е тоа е многу битно. Кои заштитни средства ви се дозволени? Какво пакување ви треба македонскиот агрокод да биде представен со голема серија, и аукцијската продажба ги елиминира сите оние непожелни и непотребни додатни оптеретувања на земјоделецот. И тога земјоделецот ќе има шанса заедно со државната политика на протежирање, на ослободување од данок, плаќање на интернет, плаќање на било какви такси, бесплатно школување за децата во руралните подрачја, во Тиквешијата, на Кожув планина, во Малешевијата, Берово, Делчево, Пекчево, Пијанец, Осоговските планини, секаде во Западна Македонија, Шар планина, Бистра, сите тие, независно дали се сточарски или раноградинарски или други капацитети, вие можете, или овоштарници, лозија, вие можете многу брзо да ги убедите младите дека подобро ќе живеат и ќе заработуваат ако имаат квалитетен превоз, ако имаат квалитетен пат. Тоа е тоа што викам лерот, дека треба да се живее. Сега имате вие пат, пазете. 99-та година односев Лјупче Георгиевски за Конопиште. И тој не веруваше дека од Кавадарци до Конопиште, општина беше Конопиште, со 6000 жители, дека нема асфалтен пат. Одевме по Макадам. Па вика, ние у Берово, Делчево имаме пат од 50, не знам која година. Така е, велам Лјупчо. Ова е плод на една друга стратегија на која што
Југославија градела со Грција и со Турција во тоа време и забрана на изградба на патишта, водоводи и струја за селата во Тиквешко и Мариовско, знаете заради кои причини. И сето тоа е продукт, но ние треба сега Кавадарци е поврзано со најсовремениот пат со Конопиште, Мрежичко и да се направи линијата Кавадарци Воден, кај што преку тој граничен премер Пулевец се вика, најниската точка на Кожов, негде околу 900 метра, ќе се спојат два града кои што исто говорат. Тие велат си лафиме по нашки, нели? Тоа е тоа. И само така ние можеме земјоделието да го развиваме. Да. Ако вие можете од Воден да носите, таму се праските, таму е спарагусот, таму се кајсиите, таму се многу продукти, а у Кавадарци се знае што е доминантно розијата, да однесиме. И тука тогаш ќе заживее регионот, без политика. Без многу драматизирање. Земјоделие, сточарство, економија. И пазете, на југот на Македонија, соработката со Грција е, би рекол, нешто што представува sine qua non. Значи, Алка без која не се може. Да, не се може. Значи, тоа, пазете. Па тоа е добро соседство, а не она друго. Добро соседство. Јас имам пријатели, во мојот живот работив, нели, консалтинг во агрокомплексот и долги години соработував со луѓето од тој дел на северна Грција, да бидам коректен. Да. Многу луѓе кои што се говорат нашиот јазик, со кои што сме блиски, наши луѓе, и со кои што сме соработували и кои што од нив сите секогаш имате резервен дел за било што ви треба, секогаш имате second hand опрема што ви треба, дали е трактор, дали друго ви треба, количина на одреден производ го имате. Тие ако бараат од вас, ние сме подготвени да ги ми дадиме. Тоа е соработката која што значи европеизација на регионална европеизација. И што носи добро, ја реков ти си човек во потрага по доброто. Ѓурче, не си ти за пензија. Не си ти за пензија, морам да ти кажам. Добро, јас малку за агрокомплексот сум. Не, па те знам ја, затоа на крај оставив. Одма и дојде така и возбудата малку на повисоко ниво. Ѓурче, две работи пред да завршиме. Значи, ние покрај информативна сме и едукативен подкаст, емисија. Ќе ти поклонам една книга од Ставре Джиков, Джелатот на Че Гевара, се исповеда пред македонец, многу интересна книга, јас ја промовирав и имам неколку 5-6 книги, имам овластување од Джиков на мои блиски луѓе да поклонувам како еден од луѓето што ја промовирал. Иначе господин Джиков ми е Да, ја и сме добри пријатели, знам дека и вие соработувате. Од 91 се познаваме. Така. Ја малку покасно го знам. А Вселена на брендови е на моје книжуле од едицијата Брендови, другите ми се во Кочани, кога ќе ги набавам и другите ќе ги добиеш, Толковникот и другите останати 3 книги, кога ќе имаш време види дзирни нешто интересно книжуле и ќе ти изненадам со една книга, не сум ја автор, една од моите невладини организации Habeas Corpus ја има издадено, Македонското народно творештво, показателка на степенот на умственото развитие на народот и огледало на неговата душа. Автори се Наташа Котлар-Трајкова, Валентина Христова Миронска, Лидија Гушевска и Бранислав Светозаревич. А ова е книга што организиравме јавна трибина во Скопје и после година-две издадовме книга. Има многу интересни работи од овие историчари, нови за овие браќа, што 1861 година го посеја семето и мислам кога ќе најдеш време, кога ќе прочита ќе видиш дека ова е добро книжуле. Ќе те изненади со некои новитети. Бидејќи сме воспитна. Што јас не донесов од во друга прилика че им пишува сега, а ова друга сум ти ја елаборирал. За мене тоа е твој докторат, ова книга што ја коментирав во текот на емисијата, а од новата книга се надевам на промоцијата ќе бидам, па ќе си земам, ќе си купам книга. Бидејќи книгата се купува или се подарува. Се подарува. Ја ги подарувам моите книги. Бидејќи и во емисијата ти покажа дека имаш голем квантум на искуство поминато, на експертиза, да не зборам за знаење, те молам со неколку кратки пораки до македонската публика во поглед на оптимизмот или не за 2026 година и за периодот што не чека на планот на нашиот развој, раст, правилен пат и евроинтеграциите. И да завршиме емисијата. Јас мислам дека проблемот на евроинтеграциите де факто не постои. Да. Затоа што процесот на
Европското обединување беше процес на интеграција кој што беше недвојбено најзначаен интегративен процес на светско равниште. До 2005 година. До неизгласувањето на уставот што го на некој начин се напушти вистинската демократија, кога Франција, Холандија и Данска, тие три земји кои што на 17 октомври 2019 нас не спречија, тогаш го спречија. И тоа не е случајно. Не е случајно, го спречија јакнењето, политичкото обединување на Европа, затоа што концептот на Дегол, Европа на суверени нации, секојаш бил доминантен во Франција. Но за нас, како Македонија, многу е важно што веќе проблемот на европското обединување се става во дискурс на категоријата вредност. Тоа е за мене важно. Ние многу дискутираме за вредности. Звездичките на знамето. Да, на знамето многу дискутираме, ама никој не објаснува што е вредноста. Значи вредноста е темелен, ќе се вратам пак на Делчев и на културата. Вредноста е темелен производ на културата, со кој што на луѓето им се соопштуваат пораки, символични пораки во најапстрактен облик. Например, Европското обединување пласира пораки мир, антифашизам, економска благосостојба, социјална држава. Тоа се пораки кои што вредносни пораки, светлечки вредносни пораки, токму тие звезди кои што вие треба да ги прифатите. Меѓутоа, јас сум убеден дека македонскиот човек, македонското општество има изградено вредносен систем апсолутно прилагоден кон Европската унија. Зошто? Затоа што нашите граѓани точно знаат, убедени се и веруваат и знаат што е добро, пожелно и корисно за македонците во сегашниот момент и простор. И токму тоа е вербата и пораката дека ние знаеме што сакаме, умееме да дојдеме до тоа што го сакаме, но не по цена и не по пат кој што би бил понижувачки и различен од другите. Затоа што ако некому се дава привилегија да не почитува ниту еден стандард, ниту еден критериум, ниту едно правило, и на некој начин се дерогира европскиот закон, европското аки, Македонија докажува дека макотрпно, самосвесно жртвува многу од своите потенцијали, но гради иднина за своите деца, благодарејќи на тоа што е свесна дека македонскиот вредносен систем е целосно. Уште Бадентен и Херцог кажа и во делот на Уставот и во делот на вредностите дека ние сме први од овој дел на Балканот, со Словенија заедно, кои што сме подготвени уште тогаш да преговараме со Европската унија. Тоа е мојата порака, да веруваме дека знаеме, да веруваме дека нашиот вредносен систем е многу силен, а токму тоа Европа го обара. Но ние имаме друга пречка, која што е надвор од тоа што представува, би рекол, модус на европското обединување. Тоа не се прашања кои што го тангираат европското обединување, а нас упорно се наметнуваат како билатерализација на процесот, кој што не сме и не треба да биде пречка. И тука треба да се бориме, да истраеме, пак со пријателство. Говоревме за Грција, ќе говорам и за Бугарија, може да говориме соседи, за сите. Можеме да успееме со мудрост. Македонецот успеал во историјата со мудрост, трпеливост и би рекол секогаш само жртва. Како да ги слушам нашите дејци, вака тие зборови ги употребат. Посебно ми е драго што си се изнамоабетивме убаво. Убав кавадаречки си направиме. Кавадар си викат, направиме емисија токму така како што требеше. Така, браво. Ти благодарам многу да си ми жив и здрав. Благодарам јас. Се надевам дека наскоро ќе имаме уште некоја средба таму негде пред или по одморот. Ќе видиме како ќе оди со издавањето на книгите. Јас ти посакувам добро здравје, те гледам да не си уроци во добра кондиција си и те молам немој да ги намалуваш твоите активности, бидејќи едно што си корисен, друго си и потребен за Република Македонија и за актуелниот мир во кој се наоѓаме. Твоето искуство е драгоцено. Уште еднаш ти благодарам, да си ми жив и здрав. Јас благодарам на поканата и се надевам ќе се гледаме. Така. Поштивни гледачи, довидување. Се гледаме другата недела со други теми, актуелни теми во интерес на сите нас македонци и на нашата мајка Македонија. Довидување.